Граѓанското здружение Ини од Виница почна проект со кој ќе работи на зајакнување на отпорноста кај постарите и лицата со попреченост за време на COVID-19 и слични катастрофи во иднина. Главната цел е да се придонесе за поквалитетен живот, мобилност, социализација и подобрување на физичкото и менталното здравје кај повозрасната популација, која е и поранлива на глобалните здравствени предизвици. Активностите ќе бидат насочени кон унапредување на физичката подготвеност, примената на здрави животни стилови, јакнење на групната припадност, односно припадноста кон заедницата. Со спроведување на проектот Активен живот, каде целната група, реков се, жените пензионерки од Виница, во периодот од ноември 2022 година до 31 јули 2023 година, преку физички активности со лесни групни вежби во затворен простор и прошетки на отворено, кои ќе бидат организирани во правилни временски интервали, ќе го промовираме физичкото вежбање, но и други заеднички активности за старите лица. Исто така, како дел од проектот ќе бидат организирани повеќе едукативни работелници како здравствени и социјални права и така натаму, активен живот, исхрана, активни стилови на живење и така натаму. И ќе се обидеме да ја промовираме меѓу генерацијската солидарност. Да вклучуваме млади лица во заедничките групни вежби помеѓу старите лица, младите, најмладите, така да биде нашаредно, да бидеме сите вклучени, затоа што да научат младите лица дека еднаш и тие ќе дојдат на тоа место и да се обидеме потоа, по завршувањето на проектот, тие активности да можат да станат како дел од секојдневниот живот, да не мора да чекаме проекти, него само да се организираме и да ги спроведуваме активности. Имплементацијата на проектот е поддржана од Здруженијето на пензионери од Виница, од Граѓанското здружение Златно доба, Здравствениот дом Виница, Фондот за здравствено осигурување, Центарот за социјални работи и од локалната самоуправа на Виница. Активностите се дел од регионален балкански проект, чиј носител е Црвениот крст на Србија. Вклучени се и граѓански здруженија од Црнагора, Србија и Косово. Финансиската и друга поддршка за реализација на активностите е обезбедена од фондовите на Европската Унија, како и од Црвениот крст на Австрија и Австриската агенција за развој и соработка АДЦ. Дел од коритото на Оризарска река ќе биде исчистено и уредено во рамки на активностите за естетско средување и превентива против излевање и поплавување. За ангажирање на механизацијата која ќе ги реализира предвидените работи, планирано е да се издвојат 700.000 денари од буџетот на општина Кочани, а во рамки на програмата за заштита на животната средина и природата за 2023 година. Во моментот тече рокот за пријавување на заинтересираните фирми, а тендерската постапка трае до 16 ноември. Според техничката спецификација во јавниот повик, планирано е да се исчистат и израмнат околу 5800 квадратни метри од коритото на реката, при што ќе се извадат и длабоки корења од 50 на стари и дотраени стебла, кои го попречуваат речниот тек. Дополнително ќе се реализира ископ на земја на длабочина од околу половина метар покрај брегот, а предвидено е да се промени и текот на Оризарска река во рамки на нејзиното корито во должина од околу 40 метри. По изборот на фирмата што ќе достави најповолна понуда на тендерската постапка, ќе биде склучен договор. Изведувачот ќе има рок од 5 месеци да ги реализира градежните работи. Општинската библиотека Искра од Кочани беше домаќин и организатор на промоцијата на книжевниот труд "Идентитетот е приказна" од Иван Антоновски, посветена на 70 годишнината од раѓањето на македонскиот есеист и драмски автор Горан Стефановски. Промотивниот осврт за книгата на младиот, но исклучително искусен и докажан автор го направи професорката Весна Мојсовска-Чепишевска. Нарекувајќи го копнежот на македонскиот Одисеј, таа оцени дека вистинскиот предизвик за книгата авторот го нашол во отсуството на соодветна критичка валоризација од нашата книжевна наука на есеистичкото творештво на Горан Стефановски.
Тргнувајќи од сознанието дека на есејот треба да се гледа како на одделен жанр, при анализата на поетиката на есеистичкото творештво на Стефановски, Антоновски констатира дека неговиот есеистички текст со своите особености ги надминува досегашните теоретски одредби за есејот. И Антоновски користи еден хибриден теориско-критички пристап, за да може да се дојде до можни, но и до реални одговори на дел од низата прашања кои што ги отвори тој во текот на анализата. Така лесно, но прецизно, во манир на онаа позната синтагма за проста и строга песна, што ја позаемуваме секогаш кога имаме потреба од Конески, значи со тој ги вткајува оние користени извори, како што се Лукач, Епштейн, Карин, Ричман, Клаич, и Ќулавкова, Лужина, Кошкахот, Гешовска, и постојано води исклучително мудар, но и провокативен диалог со големиот промислувач Горан Стефановски. Во делото на Антоновски е сместен и последниот есеј на Горан Стефановски, наречен Искрата што се измолкнува, што Мојсовска Чепишевска го нарече Горанова автобиографија. Последниот, и јас ке речем тестаментален есеј на Горан Стефановски, ни потврдува дека идентитетот е приказна. Ни потврдува дека приказните се среща на нашиот идентитет. Тој уште во 2003-та ни порача дека како што пајаците имаат потреба да ткаат мрежи, луѓето имаат потреба да создаваат приказни. Меѓутоа, тие приказни не се создаваат само во сферата на она што би било фикција, туку се создаваат во нашето живење, се создаваат со нашето работење, меѓутоа и со нашата визија за времето пред нас. И тука само би рекол, тој рече дека нашата клучна, автентична приказна е културата. Всушност, идентитетот е приказна и во исчитувањето на оваа искра што се измолкнува. Ја препознава таа култура, ама не само како нешто што е минато, не само како нешто што е автобиографија, туку тој не случајно искрата што се измолкнува завршува со неговата тестаментална порака, упатена во 2003-та, која што тогаш очигледно не ја разбравме. Промоцијата на делото «Идентитетот е приказна» од Иван Антоновски е дел од содржините со кои библиотеката Искра го одбележува месецот на книгата. Во рамки на промоцијата со музички точки од Владко Стефановски настапија и ученици од Основното музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани. Во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани е отворена изложбата со назив «Дата база» на ликовниот уметник и педагог Марија Мицова Гацова од Кочани. Се работи за продолжување на уметничкиот концепт на авторката, што е почнат со претходниот проект Колективна дата база, а за кој таа е добитничка на награда од Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Новата ликовна поставка е дел од нејзиниот магистерски труд. Пред присутните на отворањето на изложбата беше истакнато дека се работи за интересен и необичен концепт во кој до израз доаѓа тродимензионалноста. Интересно тоа што овде се обработува таа меморија, кодот, значи кодот, генетскиот код, потоа сето тоа таа го манифестира низ најразлични од претходниот циклус каде што работеше на дводимензионално, односно на самата хартија. Овде се појавува една трета димензија, значи малце и скулптурално, што е напредок за еден творец, за еден уметник и се занимава и станува збор на форми налик на податоци кои што ги чува во себе и има потреба сите тие да ги покаже. За својот нов визуелен концепт, представен на изложбата во Кочани, Мицова Гацова нагласи дека е дел од нејзиниот постдипломски труд на Факултетот за ликовни уметности на катедрата по вајарство, а под менторство на професорот Станко Павлески. Предмет на мојот визуелен интерес се податоците, информациите, мемите, се што остава трага на нас, влијае на нашите одлуки во секашноста и антиципира во иднината. Истражувајќи како тие податоци влијаат на нас,
од социолошки, психолошки, филозофски аспект, преку релевантни научници и филозофи, дојдов до оваа поставка сочинета од 3 инсталации и видео. На изложбата Дата база на Марија Мицова Гацова, концептуалната содржина, освен класично на ѕид со специфична инсталација, е представена и на под. Подготвена е и видеопрезентација која преку експериментално-документаристички пристап го сублимира целиот проект. Уметничкиот концепт Дата база е избран како проект од национален интерес во културата за 2022 година, а се реализира под покровителство на Министерството за култура. Младите фудбалери на Осогово постигнаа успех на гостувањето во Скопски Чаир против екипата на Шкупи, а во рамки на Младинскиот фудбалски куп. Во осми на финалето, тие ја совладаа домашната екипа со 4:3, со што ги продолжуваат надпреварите. Победата на нашите фудбалери дојде по изведување на пенали, откако во регуларниот дел надпреварот заврши без голови. Одличниот настап на жолто-сините против Шкупи беше награден со победа за која заслужни се сите играчи, но во изведувањето на ударите од 11 метри сигурни реализатори беа Иван Станоев, Драган Цветанов, Антонио Гицов и Филип Јованов. Серијата од 5 шута од белата точка немаше потреба да се комплетира, затоа што претходно голманот на Осогово Александар Стоименов одбрани дури 2 пенала на домашните фудбалери. Со тоа ја обезбеди разликата која и го донесе триумфот на неговата екипа. Младинците на Осогово, предводени од тренерот Доминик Тенев, со право заслужуваат честитки за одличниот настап и потврдуваат дека на фудбалот во Кочани му предстои подобра иднина.